When people told themselves their past with stories, explained their present with stories, foretold the future with stories, the best place by the fire was kept for the storyteller. Според една стара германска народна приказна. Започнувајки како што јас тоа го правам од самиот почеток и тргнувајќи од кај што морам да тргнам, од почетното место, дозволете ми да ви ја предскажам вашата судбина преку кругот на овој прстен. Девојката на која прстенот ти е точен ке стане кралица. Законот така заповеда, ама срекна девојка ке си помислите. Не, та гомила. Еден крал си имал 3 ќерки, двете биле лоши, едната добра. Бидејќи долго време бил без жена, единствената негова радост била радоста на гордиот татко. Но девојките растеа, наскоро ке стасат за мажење и дворецот ке се испразни. Морам да си најдам жена да ме крепи, си мислеше тој. Венчалниот прстен одеше од кралица до кралица, од прст на прст, долго време што одвај се памети. Само ако прстенот беше точен, кралот ке можеше да се ожени. Она што сака нашиот крал да ја земе за жена, мора да истапи напред и да го проба прстенот. Срекната невеста ке биде земена без никаков мираз. Тој не сме да го стори тоа. Премногу е стар да се жени. Наскоро ке умре. Јас не мислам дека е толку стар. Што? Се шегува ли та? Не знам јас што ќе се случи. Некаква си грабливка ке истапи и прстенот ке биде точен. Тие ке се венчат, тој ке умре и таа ке наследи сете. Тоа ке се случи. Колку повеќе сестрите стануваа мрзливи, мислејки на маќјата, толку полоши беа кон сестрата им Тагомила. Кога татко им појде да си бара невеста, тие ја малтретира и ја изгладува. Премногу си дебела. И го велеа тоа крадејки од незината чинија. Тие навистина се зли, сестри. Секако, но тие не сметаа на незините пријатели, на суштествата што живеа во джебовите на Тагомила, под незиниот кревет и седеа високо на незиниот стол. Кога таа се враќаше во својата соба, наоѓаше зрнце и разни видови ореви и овоше вкусни нешта. Тато, ни не достигаше. Плачевме секоја ноќ. Зар не ни се вцрвените очите? Знам дека се. Пак нема невеста, нема. Прстенот бил лошо обликуван, никој не може да го носи. О, тоа е судбина. Не било пишано, може би, не знам ни самиот. Не ти треба жена кога не имаш нас. Зар не те сакаме доволно, тато? Знам. Каде е сестра ви? А кој би знаел? Флертува со стражарите, се дотерува. Сега следната. Во секој случај, направен е некому да му биде точен, колку одвратно. Јас мислам дека всушност ние двете заедно би требало да бидеме кралици. Мислам, што ако прстенот ти е точен тебе или мене, што тогаш? Доволно е веќе. Премногу доцна. Зар не можете да ги контролирате овие жени? Испрлете ги одовде. Тој не би се оженил со нас, но тогаш не може да се ожени со никого, што е уште подобро. Леле, гледај, безнадежно е. Пробај го ти. Пробај го. Имаш дебели прсти. Оф, леле, се заглави. Леле. О. Ау. Сосема се заглавил, стори нешто, но што? Ми смрзна крвта, гледај, ми отекува, Оф, леле. Што е? Можам ли да помогнам? Помогни ми! Не, оди си одовде, оди си! Не, пушти ја, таа во овие работи е подобра од тебе. Уф! Здраво! Дали сте сите добри? Да, тато. А што беше тоа овкање и плачење? Какво овкање и плачење, тато? Слушнав плачење од собата. Подигни го.
А? И тогаш малата Тагомила стори нешто за што долго време ке жали. Таа послушно се наведна и овлеле се исправи и на брзина го подигна кралскиот прстен и го стави на прстот за да го скрие. Што? Знам. Каде е прстенот на мајка ви? Таа си играше со него, татко. Ние не сакаме да душкаме. Не си играв. Не си играше. Ти немој да се плеткаш. Малечка, не си игра. Не е фер. Што ти е тоа на прстот? О, не, на другиот прст. Точен е. Точен е. Точен е. Ни сторено, ни речено, веста како оган се прошири низ ходиците на дворецот. Прстенот е точен на кралската керка. Јас не можам да се мажам за татко ми. Не. Но можеш да го избегнеш ни законот. Но ние не можеме да го избегнуваме законот. Не можеш да се мажи за својот татко, но јас не смеам да го посрамотам кралот. Не можеш да се мажиш за татко ти. Но прстенот, величество, тоа е закон на нашата земја. Прстенот е точен на керка ви, морате да се ожените со неа. Тогаш ке си го исечам прстот. Зошто си играше со прстенот? Што те предизвикуваше толку? А церемонијата кога треба да биде? Веднаш штом подготовките ќе дозволат. Тогаш прво најдете ми фустан од најбледа свила со боја на месечина. Нема да се венчам додека не ја добијам. Во ред? Ке најдеме таков фустан. Принцезата во својот јад планираше, правеше шеми. Ке треба време за да се најде таков фустан. А во меѓувреме сите морате да ми помогнете. Прекрасно. Но сега морам да имам од оние сребра што светат како звезди. За мојот мирас. Величество, каде да најдам таков фустан? Направете како што бара таа, се во сребро и да свети како звезди. И повторно тргнаа кралевите луѓе по земјата во потрага по таков фустан. А за тоа време во собата на Тагомила се правеше друга облека, поубава и помагична. Магична. Прекрасно. Прекрасно. Токму како звездите. Величество, кралскиот совет чека на вас, луѓето стануваат нестрпливи. Кога ќе се ожените? Керко? Овој фустан е за свадбената свеченост. Првиот беше за венчавката, но сега морам да имам еден за в црква. Треба да биде златен како сонцето. Донесете ми тако фустан и следниот ден ќе се мажам. Ќе се мажам. Златен, вели таа. Златен како сонце. Донесете и тако фустан и следниот ден тие ќе се венчаат. И додека шивачите кроеа таков материјал проткан со вистинско злато, Тагомила седеше затворена во својата соба. Светилката гореше по цела ноќ. Капаците беа затворени по цел ден. Таа воопшто не се појавуваше, само нејзините суштества влегуваа и излегуваа зафатени со работа. Принцезо, да? Имам тука фустан каков што никој досега не видел. Од злато, блескав, стотици раце го шиеле. Токму таков сакав. Личи на сонце. Тогаш ке мора утре да се венчаме. Мора. Ке се венчаме утре. Не може. Не може да се венчаат тие. Но законот вели дека мора. Девојката ги има фустаните што ги бараше. Прстенот ти е точен, веселбата е подготвена, венчавката е утре. Слушај,
камбаните бијат, улиците се полнат. Единствено Тагомила е тивка во својата соба. Ваше височество, излезете. Кралот чека. Да, тоа е Тагомила. Чудно суштество крзно и пердови. Тоа беше таа скриена работа во изминативе недели, ова суштество. Евеа принцезата со лоша судбина брзо се оддалечуваше. Нејзиното минато е избришано, нејзината иднина не се знае. 2 години потоа, кутрото суштество од крзно и пердови чуваше гуски во кралската градина и ги стругаше тенџерињата во кујната. Тоа е принцезата. Принцеза за помиите, да. Принцеза за лупање, може би. Принцеза на кунскиот под, секако. Еден ден, принцезата го сретна принцот. Готвачу! Каде е готвачот? Дали знаеш? Не знаеш. Знаеш ли да зборуваш? Не е важно. Предај му ја мојата порока на готвачот. Ке сакаш ли? Вечерва ќе има голем бал во дворецот. Ја видов листата на јадење и сакам да се додаде гуска. Тој знае каква сакам. Печена гуска со портокал. Печена во паста. Каков ти е тој поглед? Обичен поглед. Ако се плакаше за гледањето, сите ќе бевме питачи, господине. Како се викаш? Немам име. Не викаат Парталка. Па, господице Парталка, не се зјапа во принцови. Не е учтиво за некој што е толку ниско и толку грд. Зошто ги јадете гуските? Тие ништо лошо не ви сториле. Ете така, ги сакам гуските. И јас, затоа и не ги јадам. Предај пораката и запомни го тоа за однесувањето. Печена гуска со портокал, еден куп. И таа ноќ, гуските, 12 студени погледи на кралската трпеза, а околу нив многумина танцува, многу керки ги носеа бисерите на своите мајки. И принцот беше таму убав, обожаван, издвоен. Родителите се надева, принцот стоеше и се смееше, но не танцуваше. Многу подоцна, ненајавено влезе една таинствена жена во блеска фустан од бледа свила како месечина. А што можеше да стори принцот освен да појде кон неа? Што да прави освен да ја поведе кон подиумот? И тие танцува од лево кон десно, од утро до вечер, тие си припаѓа еден на друг. Но кога музиката запре, чекај, не ти го знам на името, чекај! О, драги мој, принцот беше оставен в чудовиден, возбуден, треперлив. Тој беше фатен како на јадица. Принцот ми испреди почисти крпи за бришење. Каде се другите? Горе, зафатени се. Уште еден бал наскоро. О, 20 одморивме од претходниот. О, тогаш побрзај. Барате, крпи баравте за бришење. Еве ги крпите за бришење. Се надевам дека се чисти. Се извинувам. Дали се гадите од мене? Ме восхитуваш. Слушај, мачките ловат глувци, кокошките несат јајца. А што ви значи тоа? Тоа значи дека некои работи одат со други. Јас немам ништо заедничко со тебе. Ти не си ми одвратна, бидејќи не ни размислувам за тебе. Така. А сега оди си и остани под скалите. Не, тој не можеше да види поради пердувите. Овој принц не можеше да види поради крзното. Таа ноќ на вториот бал убавиците доаѓа и си одеа, танцовите минува, но принцот стоеше сам, надевајки се, зјапајки во големата порта. Но немаше никаков знак. Одеднаш се слушна.
Луѓето се раздвоија и таа се појави во фустан што блескаше од сребро како звездите. I must go. Мора да си одам. Немој. Те молам. I find that hard to believe. Не мислам на ништо друго освен на тебе. Не ми се верува. Вистина е, не можам да спијам. Каде живееш за да можам да те најдам? Живеам таму каде што кокошките ловат глувци, а мачките не сад јајца. Како? What's the matter? You look so sad. Кутажен. No one else in the whole palace. Никој друг во целиот двор, во целово кралство не ми зборува вака. Да не сте влюбен, во тоа ли е проблемот? Ти не би можела да разбереш што чувствувам. Или сте можеби загрижен да не ја сакате вашата сакана само поради нејзината прекрасна облека. Да беше таа и во најпонизните крпи, да беше најбедната, апсолутно, бидејќи знаеш, мојата сакана има очи како да? Тие се извонреди, а гласот ти е како... Извонредна е. А тоа не е поради облеката. Но како би можела ти воопшто да разбереш? Then you should marry her. Тогаш би требало да се ожените со неа. Би сакал, но не можам да ја најдам. Така, значи. И јас имам проблем како вашиот. Каков совет би ми дале? Па јас не ти го знам момчето. Како изгледа? Па убав е, богат, навистина? Горделив? А, See, when I знаете, кога мислам на него ме боли глава, ме боли стомаков, кожава ми се ежи, а срцево ми прескокнува. and my heart do little somersaults. И мене. И мене, о да. Ние сме влюбени и тоа е страшно. О, јас не мислам дека сум влюбена. Не, ти си дефинитивно влюбена. Мало прескокнување на срцето, нежна кожа, дефинитивно. Парталке, парталке, каде си погјаволите? Морам да одам. Да, и слушај, не кажувај никому дека сме зборувале. Како што сакате. Тоа е затоа што знаеш, принцот и... Парталке! Принцот и парталката. О, да, принцот беше болен од љубов. Уште пред да се стемни, тој е на терасата пред балската сала. Ноќва трепереше тој и ќе ја виде мојата љубов, ноќва. Таа се уште не дошла. Ова беше последната. Може ли да ги приберам чиниите? Видя ти неа, зошто брзаш? Име состанок со саканиот. Затоа принцот се уште чека. Таа не завршила со чиниите. It's wonderful. Се е прекрасно, но камбаните бијат. Вечерта помина. Next day, Утредента низ дворецот се слушна проглас. Принцот ке се ожени со девојката на која е точна златната влечка. Па, размислуваше таа што важеше за прстот, ке важи и за стапалото. Таа беше проколната со прстот. Може ли да биде благословена со влечката? Сега има редица, но на ниту една не е точна. Би можела јас да се обидам. Никогаш не се знае. Ти имаш големо стапало. Баш немам. А што е со нашата малечка убавица? Ке се обидеш ли и ти? А, можам. Така таа отиде горе и проклета сум, знаете ли, кој ја
обуваше златната влечка. Па тебе нема да ти одговара кога мене ми е тоже. Јас сум помалечка. Јас мислам само малку, ако само малку подбутнам, го сторив, тоа точна ми е. Тоа е абсурд. Ти не си вистинската. Јас сум, точна ми е, гледате. Го барам овај убав принца маж. Според прогласот, принцот мора да се ожени со она што може да ја обуе златната влечка. Принцеза, лоша сестра. Принцеза, лоша сестра, оддалеку, керка на никого. Ние, знаете, немаме родители. Мама умре многу одамна, тато минатата година, тој беше многу стар. Принцезата, лоша сестра, оддалеку, ничија керка. Таа ќе се омажи за принцот утре. Ура! А сега, можам ли да ја собујам ова глупава влечка? Зошто? Па, затоа што не ми е токму, премногу ми е тесна и ме стега. О, леле, ау, баш би можела и да вреснам, да. Сестро, можеш ли само да ја повлечеш убавата влечка од моево стапало? Бидејќи ќе почнам да врескам многу гласно, тоа е тоа. Леле, ау, собој ми е влечкава! Ау, собој ми е... Ау! Величество! Величество, го барам своето право да се обидам да ја обујам влечкава. Дами, мислам дека не би требало, не е вакво суштество. Што е ова? Избркајте, ослободете не од неа. Таа се вика парталка. Па, можем ли? Може? Навистина ми е точна. Ке го исполните ли ветувањето? Не бидете смешен, вие не можете да се ожените со вакво суштество. Да, ке се оженам со тебе. Ке го исполнам ветувањето. Мојата принцеза, тоа си ти. Драга, драги, си повторува еден на друг, најмила, најмил. И тоа што принцот не го знаеше, наскоро го дозна. Тие си разговара и разговара, објаснувајки си го и ова и она, приказните за прстените, за крзното и пердувите. И плачеа за незиниот мил татко, се смеа за кутрата парталка, им простија на лошите сестри и танцуваат цел ден без престан. И долго потоа остана без дих и си легнаа да спијат, а ако не ги разбудам наскоро, тие никогаш нема да се венчаат.